Разрешувањето на председателот на судскиот совет да биде јавно и во никој случај јавноста да не биде исклучена. Одлуката за разрешување да се носи со најмалку 8 гласови, а да ја започнат најмалку 4 члена од советот. Вака стои во предлог новиот закон за судски совет што е закачен на ЕНЕР, а се чека и мислењето од Венецијанската комисија. Нови критериуми има и за поимот истакнат правник, кој досега се злоупотребуваше за да може да се вметнат партиски подобни личности во ова тело. Па така, според предлог законот, членовите кои не се од редот на судиите треба да бидат дипломирани правници со најмалку 15 години работно искуство по положен правосуден испит или да бидат универзитетски професори со стаж од најмалку 7 години. Да се истакнал со свое јавно делување во заштита на владењето на правото, независноста на судството и човековите права, како и да ужива углед и да поседува интегритет за вршење на функцијата член на совет, зашто приложува најмалку 3 препораки од универзитетски професори по право, адвокати, поранешни или сегашни судии на Уставниот суд или на меѓународни судови, или лице со најмалку 15 години работно искуство во правната професија. Членовите кои се бираат во собранието и по предлог на председателот на државата да одговараат на прашања на јавна расправа на која ќе се дебатира и за нивното професионално искуство и стручност. Зајакнување на легитимитетот на процесот за избор на членови на судскиот совет од редот на судиите, како и појасно уредување на постапката за утврдување одговорност на член на судски совет, вклучувајќи и негово разрешување, како и воспоставување обврска на судскиот совет да ги прецизира, индивидуализира и образложи одлуките за избор и утврдување одговорност на судиите. Во подготовка на новиот предлог закон учествуваа и од судскиот совет. Председателот Александар Камбовски вели дека дале своји предлози, но со дел не се согласуваат. Со што поточно не прецизираше. Со дел од тие решенија се сложувавме, со дел не се сложувавме, дадовме и предлози наши, епилогот кој ќе биде на законов ќе видиме, нели тоа следува. Мислам дека се направи обитен да се дефинира она што стално е актуелно во јавноста, што е тој истакнат правник. Мислам дека сега со овој закон до некаде, колку е тоа можно, ќе се успее да се каже што е тоа истакнат правник. Односно да се дадат некои критериуми. Во новиот закон се вградени 40 препораки од оценската мисија кои беа испратени на адреса на судскиот совет. Според Министерството за правда, законот во споредба со актуелниот има измени во 2/3 од текстот.